Ирена Спировска ја имаме на линк. Ирена, добро утро. Колку што разбрав, имаш многу убав настан да најавиш. Токму така, Искра, настанот за кој што ги информираме нашите гледачи во следниве минути, може да се опише со таква една најава дека е навистина многу убав и исклучителен настан. Утринава во живо се јавуваме од Македонскиот народен театар, место каде што утре вечер, 22 февруари, ќе се случи вистинска филмска музичка магија, затоа што ќе бидат исполнети филмски музички numeri кои што биле номинирани, наградени со Оскар, влегле во филмската музичка историја и сето тоа во рамки на втората гала Оскаровска вечер, која што и минатата година им овозможи неверојатно уживање на љубителите на филмската музика. Што се всушност ќе се случува утре вечер на сцената во следниве минути, дознаваме од Горан Наумовски, еден од организаторите и учесниците на гала Оскаровската вечер, која би додала дека се случува точно на една недела пред 97-та Оскаровска церемонија која ќе се одржи во Лос Анџелес. Горан, здраво. Добро утро. Како течат подготовките за втората гала Оскаровска вечер? Па добро, се уште е во Македонскиот народен театар, работно проверуваме, се спремаат оние ситници, значи како што веќе најави утре во 20 часот. На моје огромно задоволство ќе се одржи втората Оскаровска гала вечер. По огромниот успех минатата година, драго ми е што имаме можност да продолжиме со втора Оскаровска гала вечер и се надевам дека ќе прерасне во една убава традиција кај нас, бидејќи и минатата година мислам дека сите нас, и изведувачите и публиката, дека не однесе на едно патување, на едно магично патување каде што не доближи до Оскарите и до тој холивудски гламур. Навистина е така, имав можност да присуствувам на тој концерт и беше уживање да се биде таму, да се доживее таа филмска магија, тој гламур кој што и вие како изведувачи успеавте да го донесете на сцената. Па ајде сега да слушнеме што ќе се случува годинава на втората гала Оскаровска вечер, каков е музичкиот избор и на кои интерпретатори им припадна честа оваа година да и ги донесат на публиката овие безвременски филмски хитови. И оваа година, значи, изборот на тоа се безвременски хитови, да кажам, кои што биле номинирани и добиле Оскар. Од повеќе филмови, доста популарни хитови, кои што верувам дека сите ние ги знаеме. Меѓутоа, ова е една друга изведба на наши македонски изведувачи. Можам да напоменам дека ќе настапат Наде Талевска, Ана Петановска, јас ќе настапам, Денис Димовски, Светлана Јовановска, Јасна Димитровска, Дејан Бобич Дексо, се надевам некого не испуштив. Оваа година ќе бидеме придржувани од Битолскиот камерен оркестар и од Полифонија. На ова патување, едно музичко филмско патување, повторно ќе не води Милан Карашич како заштитно лице на Оскарите кај нас. Морам да напоменам дека ова идеја за гала Оскаровската вечер е многу поодамна. Миланка сакаше уште пред долги години некако да ги спои Оскарите со музички настан, така да се роди ова идеја баш гала Оскаровската вечер и се надевам дека и оваа година публиката ќе ужива како и минатата година. Минатата година ги видовме изведувачите облечени во гламурозните ексклузивни тоалети на модниот бренд Елена Лука. Дали оваа година продолжува соработката и дали повторно дамите што ќе ги видиме на сцена ќе блеснат во тие тоалети и дали вие како машки изведувачи имате поддршка од некој друг моден бренд? Да, оваа година повторно Елена Лука ќе ги облече женските изведувачи, а нас машките како минатата година покаво не дотера, да кажам, и огромна благодарност за нивната поддршка, пред се затоа што заеднички создаваме една магија на сцената. И благодарност и до сите спонзори кои што ќе бидат оваа година, кои што заедно, значи, го правиме ова музичко патување. Утре морам да ги поканам сите кои што сакаат да присуствуваат. Останати се многу малку билети на билетарницата на МНТ. Онлайн може исто на mnt.mk. Така да заедно да го поминеме тој музички филмски пат.
Така, почетокот на концертот е закажан за во 20 часот, но на тоа ќе му претходи прием на гостите и црвен килим. Дали тоа значи дека и присутната публика треба исто така да запази некој дрес-код, се со цел да таа гламурозност која што е карактеристична за големите филмски хитови и за филмската музика да биде присутна на вистина од почеток па до крај на самата вечер. Па мислам дека самиот настан некако психолошки на луѓето им делува дека треба да бидат со некаков си посебен дрес-код. Мислам дека и минатата година исто од изведувачи до публика сите бевме некако тип-топ облечени. Нема она дека не пуштаме нели без специјален дрес-код, меѓутоа самата прилика налага да се облечеме малку поубаво. Така е, Горан, кои песни, кои филмски хитови ти годинава ќе ги донесеш на сцена? Love Letters се вика тоа. Сега не можам да се сетам која година, 45-та беше. Добро, затоа е Миланка задолжена, ќе раскаже утре вечер на публиката? Да, тоа е исто многу убав момент, што Миланка со тие кратки најави буквално и ја едуцира публиката за тој времеплов во Оскарите, прикажан преку музичките изведби. Потоа ќе од Брилијантин имаме интересен настап со Ана Петановска, Happy Feet, значи Trolls уствари, Can't Stop the Feeling. Има многу, значи почнуваме од 1939 до некои си најактуелни хитови. Баш едно музичко филмско патување. Колку вие како изведувачи уживате во оваа ваша задача, затоа што ете на овој настан и на овој настап имате можност пред публиката да се појавите во едно светло во кое што не секој пат ве гледаме, односно да пеете композиции што ретко кога имаме можност да ве слушаме. Да, мислам дека на сите ни е огромно задоволство, бидејќи сите што изведуваме на овој концерт сме некако љубители на таа музика, а кај нас нема многу настани каде што можеме еден ваков тип на музика да изведеме. Така да задоволството е огромно. И постои еуфорија, постои, не знам, доза на одговорност, така да, не знам, една убава енергија меѓу сите нас. Горан, ти посакувам убав настап утре и на тебе и на сите кои што ќе бидат учесници, а на сите вас што стоите во тимот кој што го организира овој настан, ви пожелувам оваа традиција да стане толку препознатлива што билетите да се распродаваат на вистина не со недели, со месеци однапред, затоа што ентузијазмот што го внесувате, љубовта, волјата за да ни направите еден ваков настан се на вистина за почит. И благодарам уште една за интервјуто, а еве ќе се одјавиме, јас сигуран, подсетувајќи ве уште еднаш дека последните билети се останати во продажба, па доколку сакате да ја почувствувате оскаровската магија и да бидете дел од втората гала Оскаровска вечер, побрзајте да си обезбедите ваше место и да уживате утре вечер во оваа гала представа во Македонскиот народен театар. Искра? Ти благодарам многу, Ирена, тебе и на твојот соговорник, и по ова што кажате, верувам дека ќе биде многу убаво. Кој сака нека повели.